9 часот и 30 минути вистинско време да започнеме уште едно уредувачко патување каде со вас ќе споделиме се што научивме изминатава недела на тема уредување на вашиот простор. Кои теми ќе бидат дел од овој квадрат и следниве 30 минути ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за јапонски стил на уредување на просторот, за скандинавски стил и заедно уредуваме ретро бања. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Една од почетните точки кога станува збор за уредување на вашиот простор е одредување на уредувачкиот стил низ кој ќе се водите во целиот уредувачки процес. Може би сте слушнале, но сигурно сте виделе многу простори уредени токму на овој начин, јапонски стил на уредување на простор. Што значи тоа, како треба да го уредите вашиот простор на овој начин и многу инспирација следуваат во продолжение. Може би не сте слушнале за поимот јапонски стил на уредување, но сигурно сте виделе такви интериери насекаде низ Инстаграм и Пинтерест. Пригушени едноставни, но некако и меки. Исполнети со мебел и прави линии и тактилни материјали. Некаде има земјена вазна со гранки или друго зеленило. Се изгледа уредено, но во смирувачка, не строго контролирана смисла. Јасно е дека стилот има скандинавски елементи, но не е исклучително западен. Но не е ни целосно источен. Наместо тоа, тој представува спој на двата стила, познат како јапанди. Моментално е водечки тренд во дизајнот на интериер. Според Google Trends, тој бележи рекорден број на пребарувања во Соединетите Американски држави, а интересот продолжува да расте. Што точно представува? Повеќето експерти се согласуваат дека тоа е спој на две култури, кои го негуваат принципот помалку е повеќе. Тоа е природен спој од две култури кои го фаворизираат минимализмот и мирот, објаснува познатиот стилист за интериер Колин Кинг, еден од големите поборци за овој стил. Ја слави убавината на секојдневието и поврзаноста со природата, додека споделува поедноставна естетика, геометриски форми, софистицирани бои и почитување на материјалите. Според дизајнерот на интериер, клучните карактеристики на јапонскиот стил се изработка, текстура, рамнотежа и спокој. Тоа значи дека фокусот е ставен на природните видови дрво, земјените материјали и неутралните палети на бои, додека просториите се ненатрупани и акцентирани со функционални предмети, како вазни и чаши, наместо со украсни детали без намена. Природното осветлување исто така игра голема улога и често се користи на уметнички начин, слично на светлината на сликите на Вермеер. Мебелот и предметите се сведени на минимум. Секое нешто е направено за одредена цел. Постои силно чувство на соодветност, ред и цел. Јапонскиот дизајн доаѓа од тесна врска со природата и е резултат на внимателен избор на материјали, техники и употреба. Накратко, просторот, уреден во јапонски стил, изгледа и се чувствува искрено. Зошто јапонски стил на декорација доживува бум во моментов? Кинг смета дека неговата приземна функционална енергија има посебна привлечност во време кога технологијата не обзема и исцрпува секој ден. Едноставноста и директноста на ваквите решенија често не восхитува денес, вели тој. Принципите на јапонскиот стил представуваат чувство на смиреност и леснотија, што е нешто со кое сите можеме да се поврземе и очајно ни треба во нашите животи. Статистиката ја поддржува оваа теорија. Според Google Trends, интересот за јапонскиот декор на домот вртоглаво се зголеми во 2020 година, исто како што пандемијата ја зголеми нашата потреба за природа, дом и чувство на внатрешен мир. Јапонди не е минлив тренд, туку долготраен стил. Собствениците на домови денес сакаат интериери кои ќе го издржат тестот на времето. Јапонди ги надминува минливите моди и е лекција за инвестирање во безвременски, квалитетни дизајни, кои ќе траат со години. Тоа е практика на создавање дом, заснован на убавина и функционалност. Ако сакате да го внесете јапонскиот дух во вашиот простор, земете ги во предвид следниве елементи. Инвестирајте во ногучи светилка, минималистичка дрвена маса, рустични вазни и ваби-саби керамика. Користете природни материјали како дрво, камен и лен. Одржувајте го просторот воздушен и едноставен, без непотребни украси. Користете природно осветлување за да создадете мирна, уметничка атмосфера. Јапонди е повеќе од тренд.
Тоа е животна филозофија која ни помага да создадеме хармоничен простор, каде што чувствуваме смиреност и поврзани сме со природата. Значи, ако барате долготрена естетика која комбинира удобност и едноставност, Јапонди е вистински избор за вас. А постојат и уредувачки стилови кои се наменети токму за љубителите на онаа ненадминлива класика. Скандинавскиот стил на уредување на простор е нешто со што ќе се занимаваме следниве минути. Уживајте во она што следува. Купивте нов или одлучивте да го реновирате стариот простор? Сега е наред првиот чекор. Одредување на правецот, односно стилот во кој ќе го уредувате истиот. Доколку сте едноставна, практична личност која сака да е обкружена само со функционални предмети, совршена опција за вас е скандинавскиот стил. Денес низ разговор со нашиот стручен соработник, архитект Елена Мартиновска, ќе ве запознаеме првенствено со неговите основни одлики. Под скандинавски стил подразбираме едноставност и минимализам. Одликите се што помалку парчиња мебел, што помалку боја, значи сведено на минимум се што се става во просторот. Овој стил е многу популарен последниве години и го практикуваат многу од нашите колеги, меѓутоа не секој успева да го истера до крај затоа што инвеститорот секогаш сака повеќе од тоа што е потребно. Значи, ако одликата на скандинавскиот стил е минимализам, не треба да има непотребни предмети во домот и предмети кои што немаат функции, а доколку би имало, тоа би требало да биде само едно нешто, како на пример скулптура со рогови оделен, да речеме, или некоја подна ламба со некој конкретен дизајн, ама не е нешто како табуретка која што не би имала функција во просторот. Боите исто така се многу битни за во скандинавскиот дизајн. Тие скандинавците најчесто практикуваат подот да им е дрвен и тоа не било каков дрвен, туку да е или многу темен, кој што би дал длабочина на просторот, или многу светол, кој што би му дал висина на просторот. Или пак, ако би бил дрвен, тогаш тие најчесто бираат орев, кој што е најмоќно дрво во моментов и најпопуларно последниве години, и тоа би било се во просторот. Значи само мебел, правилен избор на под и многу ситни моќни детали. Имаме ли ние врска со скандинавците? Колку нивниот начин на уредување одговара на нашите простории? И дали е подобра опција за уредување на куќа или пак стан? Овој стил е совршен за нашите простории, затоа што во последно време се изградија толку многу згради, кои што имаат толку многу станови и во последно време, за наша среќа, се повеќе луѓе ангажираат дизајнери и нивните простори се многу мали и не трпат многу непотребни и вишок детали во просторот. Затоа е многу практично да се практикува овој стил, меѓутоа, барем за мене е многу тешко да се задржам во рамките на скандинавскиот дизајн, од проста причина што инвеститорот сака да стави се повеќе од тоа што ќе му го наложам. Значи, нешто што ќе се види на реклама, нешто што ќе се види во продавница, нешто што го имаат од претходно, што не одговара во стилот, или секогаш имаат чувство дека просторот е празен и сакаат да го надополнат. А се што ќе се види на фотографија од скандинавски стил се е преубаво, меѓутоа е многу тешко да се задржиш до тоа. Мислам дека повеќе за стан, затоа што за станот е потребно многу помалку мебел. Меѓутоа и за куќа, ако правилно би се распоредил и би се надополнил просторот со, да речеме, пијано или камин или нешто додатно, доколку има простор, и таму може да помине многу добро. Вообичаено архитектите сакаат да прават комбинации од стилови или во еден доминантен да внесуваат елементи од друг складен стил. Колку тоа е можно кај скандинавскиот, со оглед на неговата природа и карактеристиките, со кој стил може да се комбинира скандинавскиот? Според мене, мислам дека не може со ниеден, затоа што од проста причина што
Минимализмот значи едноставност и апсолутно секој друг стил би му сметал и би му натежнал на својата слика. Мислам, многу е логично, скандинавците се познати како ладни луѓе и не многу дружелюбиви и конкретни, секогаш знаат што сакаат, што значи дека тоа е одлика и на скандинавскиот стил. Не би можеле да го измешаме со медитерански, да речеме, да би вметнале детали од и дрво, и плава боја, и бело, да би се наметнало и мислам дека би сметало и би ја нарушило целата слика на тој скандинавски простор. Значи да повториме. Едноставно и функционално. Без да се заробува просторот кој подоцна би ве заробил вас. На прв поглед може би изгледа студено, но е одлична варијанта кога просторот ви е едва и доволен и за основните функционални предмети. Ова е интериер во кој дефинитивно ќе се опуштите, а и ќе бидете во тренд. Започнавме со стиловите, па така и ќе го завршиме овој денешен квадрат. Низ годините наназад се повеќе се провлекуваат ретро стиловите, како во остатокот од домот, така и во бањите. Па како да уредите ретро бања? Ви откриваме ние во продолжение. Ретро бањите повторно се хит. Ретро бањите направија големо враќање во нашите интериери. И тоа со право. Нивниот уникатен карактер, разигран дизајн и носталгични ноти ги прават совршен избор за оние кои сакаат посебен изглед на бањата, далеко од стандардниот и монотон дизајн. Доколку сакате да внесете доза ретро ширум во вашиот дом, еве неколку инспиративни идеи како успешно да го постигнете тоа. Разигран тапет како ретро детај. Тапетите со смели бои и винтидж дезени се идеален начин да создадете ретро атмосфера. Бањата е идеално место за експериментирање со минималистички пристап, а изборот на тапети во впечатливи нијанси може да биде првиот чекор кон создавање на простор полн со личност. Ретро стилот има бројни толкувања. Изберете керамика и елементи за бања, кои јасно ја осликуваат естетиката од 1920-тите и 30-тите години, каде што се кади со закривени ногарки или елегантни геометриски линии на плочки. Терацо за софистицирано враќање во минатото. Материјал познат од средината на минатиот век. Терацо плочките повторно се популарни и се совршени за бањи во ретро стил. Комбинацијата на овој материјал со потемни цидни тонови и природни дрвени елементи обезбедува совршена рамнотежа помеѓу модерен и носталгичен изглед. Класичен црно-бел под, еден од најпрепознатливите ретро елементи во бањите е секако црно-белиот под. Овој класичен дизајн може да послужи како привлечен детај, додека создава безвременски простор, кој никогаш нема да излезе од мода. Комбинацијата од различни епохи, всушност ретро не мора да биде ограничено само на една ера или стил. Напротив, комбинирањето на елементи од различни периоди може да даде уникатен, оригинален изглед на вашата бања. Мешањето на стилови како викторијански детали, ретро огледала и модерни линии ќе обезбеди совршено избалансиран носталгичен ефект. Играјте со ретро палети на бои. Не плашете се да експериментирате со бои карактеристични за ретро стил, како пастелни нијанси, нане, праска или смели комбинации на црна, розова и зелена. Овие бои не само што предизвикуваат минати времиња, туку внесуваат и веселост и разиграност во просторот. Винтидж санитарните производи се шлак на тортата. Последниот чекор во создавање на совршена ретро бања е изборот на Гроздобер санитарна опрема. Старите модели на мијалници, кади или славини додаваат автентичност на целиот простор, правејќи го комплетен и конзистентен. Со овие идеи, вашата бања може да стане простор полн со стил, носталгија и уникатен шарм. Не секогаш кога имаме некој простор за уредување, сме доволно инспирирани и имаме идеја за тоа како треба или како сакаме да изгледа тој простор. Без разлика дали станува збор за наш дом или пак работен простор. Епа доколку тоа е така, тогаш ние во прилог ви прикажуваме уште еден убаво и модерно уреден дом, на познатите кој сигурно ќе ви послужи како дополнителна мотивација и инспирација околу вашата дилема за уредување на простор. Станува збор за уште еден интересно уреден и топол дом, во кој живее Кери Вашингтон. Всушност се работи за апартман кој се наоѓа во Њујорк.
и е толку многу убав, што не може ни да замислите. Таа вели дека поминувале премногу време, бидејќи е место кое ќе биде доволно и навистина удобно за неа и за незиното семејство. Но сепак, додава дека тоа воопшто не сакале да е клишеј и да го има стандардниот поглед кон реката Хадсон, како што тоа го прават повеќето познати личности во Америка. Додава и дека, навистина, за целото тоа време додека траело уредувањето, било и повеќе од забавно да се работи со тим, кој ќе ве тера едноставно да ја поминете зоната на удобност. Верувајте ни, и навистина ќе се согласиме дека тоа е така, откако ќе го разгледате овој убав и луксузно уреден дом. На влезот од апартманот ќе ве пречека незиниот миленик, за кого таа вели дека тој е всушност и дел од нивното семејство и дека таа навистина е многу приврзана за него. Собата за дневен престој е огромна. Има големи бели софи за седење, од кои едните се наоѓаат покрај убавиот камин, а другите покрај големите прозорци, од кои се гледа прекрасниот Нью Джерси. Таа вели дека незините деца го обожаваат овој апартман, токму поради овој податок. Покрај удобните софи се наоѓаат и фотели и интересно дизајнирани кафе масички, додека пак од страната на каминот се поставени уште поинтересни столици, налик на мини фотели, како што досега немаме видено во ниту еден дом, кога станува збор за домот на славните личности. Имено мини фотелите се изработени од посебно дрво и изгледаат навистина прекрасно. И нема збор дека одлично се вклопиле во целиот простор на собата за дневен престој, која изгледа навистина уредно, но и топло и модерно. Таа вели дека оваа соба е нивниот простор за одмор, за читање книга или пак гледање некој интересен филм. На едниот зид од оваа просторија се наоѓа прекрасно уметничко дело, за кое таа вели дека е навистина драг подарок од нејзин пријател и дека токму такво нешто посакала за во својот дом. Кери вели дека големите прозорци завршиле огромна работа, кога станува збор за светлина во нејзиниот дом. Исте и случајот во трпезаријата, бидејќи има големи прозорци и огледала, од кои се рефлектира светлина, и сето тоа изгледа навистина убаво. Трпезаријата е едноставна, но сепак модерна. Во неа го има само неопходното. Голема дрвена маса во светло кафена боја и неколку столици обложени со бел материјал, кој одлично се вклопува. И не само тоа, туку и дава дополнителна топла атмосфера на целата оваа просторија. На масата таа вели дека секогаш, ама буквално секогаш, мора да има цвеќе или пак некое друго зелено растение, бидејќи смета дека тоа е символ на чисто и свежо, што е досега важно за неа и за незиното семејство. Таа вели дека оваа просторија ја користат само тогаш, кога сакаат да се чувствуваат модерно и отмено, бидејќи имаат и навистина прекрасна и удобна маса, на која јадат во кујната. А токму таа е местото во кое поминуваат и најмногу време во текот на еден ден. Изгледа навистина така. Убава кружна маса изработена од дрво, заедно со убави и удобни столици и многу овошје и цвеќе наоколу. Елементите во кујната се во бела боја, освен шанк столиците кои се одвојуваат и се во црна боја. Во кујната нема премногу елементи и изгледа навистина уредно и чисто. Но сепак, она без кое не може актерката е секако апаратот за кафе, бидејќи првото нешто кое таа го прави наутро е да се разбуди со мирисот на свежо подготвено кафе. Следна просторија е собата во која се собира целото семејство на актерката и гледаат забавни емисии, филмови или пак семејни слики. Просторијата е во темно сива боја како зидовите, така и елементите кои се наоѓаат во неа, почнувајќи од големата софа за седење, па се до перници, маса, па дури и телевизорот. Единствените работи кои се во поразлична боја се двете бели перници и столната ламба, која е во бела боја. Актерката вели дека секогаш кога уредувате еден простор, треба да имате и резервна идеја, за во случај да не ви се допадне едниот предлог, како што на неа и се случило кога ја уредувала оваа просторија. Но сепак, на крајот се изгледало убаво и многу интересно. Следна просторија е спалната соба на актерката. Собата изгледа навистина прекрасно и топло. Се чини како едно мало волшебно кралство.
Има голем, луксузен и удобен кревет во крем боја и две интересни фотели покрај кафе масичка и телевизор покрај големите прозорци, од кои се шири доволно светлина. Она кое за неа наинтересно во врска со фотелите во незината спална соба е тоа што тие се со механизам на вртење, па незините деца честопати знаат да дојдат тука и да се забавуваат вртејки се на нив. Кери Вашингтон е голем љубител на кристали, па не е ни чудо што во незината спална соба се наоѓаат како декоративни детали. Погледот од оваа соба е навистина неверојатен, па таа вели дека наутро додека го пие своето утринско кафе, со часови може да ужива во прекрасниот поглед над градот, кои и го возможуваат големите прозорци. Во едниот агол од собата на актерката се наоѓа огромно цвеќе, во модерно дизајнирана вазна, која е во бела боја, додека пак на другиот агол се наоѓа луксузна и удобна релакс столица во сива боја за која таа вели дека е омилен елемент во оваа соба, но и дека обожава да поминува време седејќи на оваа столица и читајќи некоја интересна книга. Актерката вели дека за неа е навистина важно таа и незиното семејство да имаат катче, во кое останува сета нивна интимност. Пред се тоа треба да биде удобно место од кое ќе избегате од реалниот свет и ќе ги заборавите сите проблеми или пак непријатности кои може би ви се случиле во текот на денот. За неа семејството и домот всушност се најудобното место на светот. Од непречениот и прекрасен поглед на реката Хадсон, па се до нејзината импресивна колекција на кристали. Кери го сподели сето тоа со нас, а се надевам дека вие навистина уживавте и пред се успешно се мотивиравте и дополнително инспириравте. А кој ќе биде следен на нашата листа на познати и модерно уредени домови, дознавате во следното издание. Ни следуваат топли и убави денови, инспиративни за уредување на вашиот дом, па се надевам дека ќе успеете нешто да извлечете како полука и како совет и инспирација од денешново дружење и дека ќе примените во уредувањето на вашиот простор. Ви благодарам што бевте денес со нас, се гледаме наредната недела. Пријатно!